Добар ден, почитувани гледачи, ги следите вестите на Канал 3 телевизија во 16 часот. Еве што подготвивме за овие вести. Даночниот шалтер во Дебар повторно е даночно оделение. Шани Ајровски реизбран за директор на Основното општинско училиште Ристе Ристевски. Санација на Бајрамовски мост. Од почетокот на годинава на даночниот шалтер во Дебар, кој со својата активност ја покрива и општина Центар Жупа, вратено му се претходните надлежности. Сега тој функционира како даночно оделение, вели координаторот Беким Џочи. Она што е посебно е значајно дека фактот што граѓаните од двете општини за секоја потреба од овој сектор сега можат да ја добијат во Дебар. Даночниот шалтер во Дебар од 1 јануари годинава е даночно оделение. Веста за Канал 3 телевизија потврди координаторот на оделението Беким Џочи. Тоа е многу значајно, нагласува тој, зашто сега веќе му се вратени претходно одземените надлежности. Тоа подразбира дека граѓаните за било каква потреба од оваа сфера може да се јават тука во Дебар. Посликовито окажано, ако зена потврда претходно требаше да чека најмалку 3 дена. Посликовито окажано, ако зена потврда претходно требаше да чека најмалку 3 дена, бидејќи барање се доставуваат тука, а потврдата требаше да ја верификуваат во Тетово. Сега истото се прави во Дебар. Оделението, посочува Џочи, работи секој ден освен во недела и тоа од понеделник до петок од 8 часот и 30 минути до 18 часот и во сабота од 8 часот и 30 минути до 15 часот и 30 минути. Координаторот на Дебарското даночно оделение Беким Џочи во исто време подсетува дека за доставување годишна даночна пријава за остварене дополнителни приходи во текот на минатата година истекува на 15 март. Поради тоа апелира до граѓаните кои се обврзани да го сторат тоа, да не го чекаат последниот ден. Врз основа на објавениот конкурс и во согласно со законските одредби, Шани Ајровски е реизбран за директор на Основното општинско училиште Ристе Ристевски во село Долно Косоврасти. Ајровски 3 децении работи во оваа образовна институција, а еден мандат успешно ја обновуваше функцијата директор. На функцијата директор на Основното општинско училиште Ристе Ристевски село Долно Косоврасти, врз основа на предвидените законски одредби, реизбран е Шани Ајровски, потврдуваат од управата на училиштето. Ајровски дипломиран социолог и во оваа образовна институција вработен од 1986 година. Успешно функцијата директор ја извршуваше во изминатиот 4 годишен мандат. Во рамки на деветолетката Ристе Ристевски функционираат и 2 потречни училишта, едно во Горно Косоврасти и едно во Могорче. Во оваа деветолетка настава следат 568 ученици. Општина Центар Жупа и во текот на оваа година најави реализирање на повеќе проекти во сферата на инфраструктурата. Во село Бајрамовци во тек е санација на мостот, а започна и поробивањето на патот од селото Бајрамовци до селото Оџовци. Активностите ќе ги реализира со соодветни средства локалната власт. Покрај бројните активности што општина Центар Жупа ги реализираше во сферата на патната инфраструктура минатата година, најави бројни проекти во оваа сфера и во текот на 2017. Во селото Бајрамовци во општина Центар Жупа се врши санација на мостот кој создаваше големи проблеми во безбедноста на сообраќајот. Проектот предвидува санација на мостот, но и на дел од патот на двете страни на мостот, кој имаше и оштетувања. Од страна на локалната власт велат дека активностите се одвиваат во најдобар ред. Тоа се работи за проект кој е за едно наше село, тоа е селото Бајрамовци. Таму имаме еден постоечки мост кој е изграден на повеќе од 20 години и констатиравме дека истиот мост треба да се направи една реконструкција и едно мало поширување. И за тоа во наредните денови се погриживме и почнавме со санација на комплетно уредување на самиот мост и негово проширување и со заштитна ограда на истиот мост. Со санацијата на Бајрамовски мост се создаваат одлични услови за безбеден сообраќај, особено во летниот период кога овде доаѓаат и голем број печалбари со своите автомобили. Во локалната власт во општина Центар Жупа информираа дека се работи на изградба на патот од село Бајрамовци до селото Оџовци. Изградбата ќе значи многу за жителите на двете села.
Куќа на мијаците, која се наоѓа во близина на Бигорскиот манастир, станува се попосетена. Според директорот на Националниот парк Маврово, Онер Јакуповски, та представува монументален објект, кој значи многу со привлекувањето домашни и странски туристи. Вгнездена во срцето на најживописниот и најубав крај на нашата држава, меѓу горостасните убавици, Бистра, Крчини, Дешат, разделени од бистрите и немирни води на чудесната Радика. Мијачката етно куќа станува се попосетена од туристи. Обкружена со прекрасен крај, препон со природни убавини, куќата на мијаците е творба идејно смислена од игуменот на Бигорскиот манастир, неговото високо преподобие архимандрит господин Партедий. Комплексот се наоѓа во близина на македонското древно светилиште Бигорскиот манастир. За директорот на Националниот парк Маврово, Онер Јакуповски, представува монументален објект кој значи многу во привлекувањето на домашни и странски туристи. Пред нас стои еден монументален музејски комплекс кој што има туристичко значење во делот на угостителството и понудата во делот на угостителството, и со тоа Националниот парк Маврово во рамки на својата територија се заокружува со уште еден многу битен објект кој што може да понуди една поразлична понуда од она што го имаме во моментов, како за посетителите кои живеат на територија на паркот, така и за оние кои што се надвор од паркот, како и домашни и странски посетители. Куќата на мијаците е составена од приземје и 2 ката. Најгоре се сместени 4 гостински соби за ноќевање. Другите 2 катни површини се наменети за ресторанот, кој има повеќе простории. Одај, галичка, лазаровска, украсени со традиционални древни таваници и розети, мозаици, орнаментика карактеристична за мијачките простори од 19. век, старински лустери и ламби, миндери и паравани. Убавина која вреди да се посети. Следува блокот информација од нашава земја. Денеска, понеделник, 6 март, е последниот рок кога собранието треба да ги распише редовните локални избори, но по одржаните предвремени парламентарни избори нема влада, а се уште не е избран ни председател на собранието. На 30 декември се одржа конституивната седница на новиот собраниски состав, на која само се верификува мандатите на пратениците, но не се избра и председател на собранието. Според изборниот законник, од денот на распишувањето до денот на одржувањето на изборите не може да поминат повеќе од 90 дена, ни помалку од 70 дена. Право да распише избори има само председател на собранието, кој е изгласан од најмалку 61 пратеник од актуелниот парламентарен состав. Според Уставот и изборниот законник, денеска е последниот ден за распишување на локалните избори. Изборите за членови на Совет и за градоначалник се одржуваат секоја 4-та година истовремено во сите општини, во првата половина од месец мај, стои во член 16 став 1 од изборниот законник. Политичките партии кои освоија пратеници во новиот собраниски состав имаат различни ставови во однос на изборите. Така, ВМРО ДПМН смета дека треба да се одржат нови предвремени парламентарни избори, кои би се одржале заедно со локалните во мај. Во ВМРО ДПМН нагласуваат дека излез од кризата е само одржување на предвремени избори. Од СДСМ пак сметаат дека треба да се продолжи конституивната собраниска седница, да се избере председател на собранието и да се формира нова влада. Од СДСМ рекоа дека ќе почекаат неколку дена председателот Ѓорѓе Иванов да се премисли, да му го даде мандатот на нивниот лидер Зоран Заев за формирање влада за да се врати уставниот поредок. Во ДУИ велат дека не се заинтересирани за одложување на локалните избори, дека законскиот рок за распишување на локалните избори треба да се почитува. Уставот дозволува собранието со двотретинско мнозинство да изврши измени во изборниот законник и локалните избори да се одложат. Локалната самоуправа се уредува со закон кој се донесува со двотретинско мнозинство гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија. Законите за локално финансирање, локални избори, општинските граници и за градот Скопје се донесуваат со мнозинство гласови од присутните пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од присутните пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, се вели во амандманот 16 од Уставот.
Активистите на иницијативата за заедничка Македонија вчера наместо марш во паркот Жена Борец во Скопје поставуваат црвено-жолти марами околу спомениците во паркот. Црвено-жолти марами се поставени околу споменикот на основачите на ВМРО, Питу Гули, Асном, бранителите, како и на оградата пред собранието. Иницијативата организира марш една недела, вчера наместо марш беше одржан хепенинг во паркот Жена Борец спроти собранието. Најавуваат дека со маршот ќе продолжат во главниот и во повеќе други градови во земјава. Веруваме во македонскиот народ, веруваме дека кога се работи за основните човекови права и интереси, дека ќе се приклучат во огромен број и дека од понеделник во 17 часот продолжуваме со уште поголем број, рече Игор Дурловски од иницијативата и додаде дека тие имаат поддршка во Скопје, Прилеп, Куманово, Штип, Кичево, Велес, Струмица, Охрид, Битола, Кочани, Кавадарци, Неготино, Свети Николе, Делчево, Гевгелија, Крива Паланка и Ресен. И оти дополнително им се приклучуваат Пробиштип, Радовиш, Берово и Валандово. Министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија денеска во Брисел ќе разгледуваат состојбата во Република Македонија и другите земји од Западен Балкан и ќе донесат заклучоци кои потоа шефовите на државите и владите на Европската Унија, земјите, ќе ги усвојат на самитот на Европскиот совет во четврток. Како што јавува дописникот на МИА од Брисел, високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Унијата Федерика Могерини попладнево ќе ги брифира шефовите на дипломатиите на земјите од Европската Унија за состојбата во Западниот Балкан по незината посета на државите во регионот минатата недела. Денешниот совет за надворешни работи на Европската Унија, со кој председава Могерини, ќе започне со заедничка седница на министрите за одбрана и за надворешни работи на земјите членки за спроведување на глобалната стратегија на Европската Унија во областа на безбедноста и одбраната. Советот се очекува да донесе заклучоци за напредок договорен од страна на Европскиот совет на 15 декември 2016 година, при што заклучоците ќе бидат основа на извештајот за самитот на Европскиот совет на 9 и 10 март. Албанската полиција на граничниот премин Ќафаса на албанско-македонската граница кај Струга запленила 273 килограми марихуана и го уапсила македонскиот државјанин НД, 40 годишен. Според полицијата, дрогата била пакувана во 1563 пластични кутии, скриени меѓу 800 дрвени палети, натоварени во камион шлепер марка Волво со регистарски таблички ОХ 9622АБ. Возилото со кое управувал македонскиот државјанин чекало на излез од Албанија. Било контролирано со скенер, пошто цариниците се посумневале дека во него има и дрога. При деталната контрола била откриена дрогата која требало да влезе на македонска територија. Материјалите за понатамошната истрага се во обвинителството за тешки кривични дела во Тирана, за кривично дело недозволена трговија со наркотици во обид. Полицијата се сомнева дека во овој шверт се вмешани други лица, поради што истрагата ќе се прошири и во Македонија. Следува неколку информации од светот и регионот. За распадот на СФРЈ најмногу жалат жителите на Србија и на Босна и Херцеговина, се наведува во книгата Стратегија на символичната изградба на нациите во државите од ЈЕ, настаната како резултат од проектот за истражување на јавното мислење на Ипсос. Според тоа истражување, дури 71% жители на Србија жалат за распадот на Југославија. Во Босна и Херцеговина тој е процент 68%, а во Македонија 45%. За распадот на поранешната заедничка држава најмалку жалат во Хрватска 18%, а уште помалку жители на Косово. Со анкетата биле опфатени 10.500 жители на регионот, без Словенија, и дала податоци за ставовите на луѓето во ЈЕ за новата приврзаност со новонастанатите држави, односот спрема религијата, националните символи, минатото, односите со другите народи. Во анкетата се укажува на длабока поделеност меѓу Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина.
Американскиот председател Доналд Трамп денеска ќе потпише нова верзија на уредба за забрана на влез во Соединетите Американски држави, објави Политико. Трамп ќе ја потпише новата уредба на Министерството за внатрешна безбедност, наредува Политико, повикувајќи се на високите владини извори. За сега не се знае колку значајни измени ќе бидат внесени во новиот текст на уредбата, ниту дали Белата куќа ќе продолжи со судскиот спор околу старата уредба. Првата уредба Трамп ја потпиша на 27 јануари и со неа им се забрани влез во Соединетите Американски држави на граѓани на 7 држави на 90 дена, на бегалци на 120 дена, а на сириски бегалци трајно. Уредбата беше поништена со одлуката на судот. Кинеското Министерство за финансии потврдува дека буџетот за одбрана ќе се зголеми во 2017 година за 7% и ќе изнесува 1,44 билиони јуани или 151,43 милиарди американски долари, објави Синхуа. Агенцијата наведува дека веста ја потврдил извор од Министерството за финансии. Портпаролот на кинескиот парламент вчера изјави дека трошоците за одбрана ќе се зголемат за 7%, што е 1,3% од бруто домашниот производ. Во извештајот објавен вчера од тоа министерство, при разгледување во парламентот не беше назначена сумата и тоа предизвика прашање за воените трошоци на Кина. Почитувани гледачи, ги проследивте вестите на Канал 3 телевизија. Ви благодариме на вашето внимание. Пријатно попладне.